Почнавме минат сабота со каделниот олтар и тоа е значи оноа парче мебел или елемент од трите кој што се наоѓа во првиот дел од светилиштето и неколку пати тоа го спомнуваме и денес дури во пуката ми помина таков еден коментар. Сите овие елементи укажуваат на тоа дека се неопходни и проучувањето на Словото, и молитвата, и сведочењето. Еве, имавме во низутринските стихови, провејуваше тоа повторно, посебно во стиховите од мај, и не знам ако забележавте, значи 2 саботи поред проучувавме, пуката ни се занимаваше со токму со проучување на Божјата реч, а следните 2 саботи, значи 2 саботи повторно, поуките ни се занимаваат со молитвата. Значи следната сабота, мислам брат Зоран дека има. Да, и потоа Ивана, после него. Следната сабота е молитвени војници, се вика поуката, а после таа, само да видам, молитва во пракса. Значи, така да на некој начин, а и еве, доста ја проучувавме книгата Молитва во средите и често пати читаме за молитвата, на некој начин се повторуваме, меѓутоа сепак повторувањето е многу важно за да сватиме и за да многу повеќе ни се запечатат во нашиот ум некои цитати и стихови, да сватиме колку навистина е неопходна молитвата, така да ќе продолжиме во тој правец и вечерва. Минатиот пат видовме дека кога кадел свештеникот, значи наутро и навечер. Значи и со утринската жртва и со вечерната. И тоа е една слика за утринско и вечерно богослужение, односно важноста на тоа и да го започнуваме, да го завршуваме денот во молитва, односно па и целиот ден на некој начин и цело време да сме во комуникација со нашиот Бог, затоа што со кого би комуницирале ако не со Него, кој што секојаш не е тука да ни помогне, тој е оној кој што најдобро не разбира и молитвата е токму тоа средство за да му се обратиме без никаков страв, без никакви препреки, сега знаејќи посебно дека патот ни е обезбеден токму преку Христовата жртва и минатиот пат и спомнавме, значи затоа и во таа секојдневна служба биле опфатени, значи жртвување, принесување на жртва. Знаеме што символизира тоа, значи Христовата жртва, а и неговата посредничка улога што ден денеска ја обавува преку кадењето на овој темјан, значи и каделниот олтар. Значи, и минатиот пат спомнав колку што е важна неговата жртва за нашето спасение, е толку подеднакво важна и неговата посредничка служба која што ја врши и моментално во светињата, во првиот дел и светињата на светињите. Спомнав минатиот пат и сега ќе го спомнам оној стих од 2 стиха всушност, од Псалм 141, први и втори стих, вели: Господи, те повикувам, побрзај кон мене, послушај го мојот глас со кого викам кон Тебе. Нека се издигне мојата молитва како темјан пред Твоето лице. Издигањето на моите раце нека биде како вечерна жртва. И не само како вечерна, туку како и утринска, денес и во пуката го читавме оној стих, онаа навика што имал Исус, кога одел на молитва, а нели тоа го споивме и со проучување на Библијата, пошто тоа не беше темата денеска. Значи, рано наутро уште вика, уште доека било темно, ќе заменел на осамено, на тивку, значи осамено место, значи посебно место, каде што едноставно ќе било на мира. Иако во тие рани утрински часови, веројатно и немал може би потреба од такво нешто, ама сепак тој си знаел дека... Знаете ли кај највеќе практикувал да се моли Исус? Да, точно. Тоа било неговото место, а денеска нели спомнавме и дека
потребно е да си најдеме некое соодветно место за проучување на Библијата, нормално со тоа и за молитва. И она мисла, денеска ми дојде да ја споделам, ама еве сега во контекст на молитвата, као мудрост некоја, вели, ако не се наштимаш добро со молитва наутро, ќе свириш фалш цел ден. Да. Многу е важно, значи, тој прв контакт со Господа, да му се обратиме во молитва и да побараме благослов и водство за денот што е пред нас. Вели во порака до младите, секојдневната молитва е исто толку неопходна за растењето во благодатта, па дури и за самиот духовен живот, колку што е секојдневната храна неопходна за физичката добросостојба. Треба да се навикнеме често да ги воздигаме своите мисли кон Бога во молитва. Значи, во овој цитат, молитвата е споредена со секојдневната храна и интересно е што ова уште минатиот пат можев да го спомнам кој зборував за маста со лебови, меѓутоа еве сега е баш контекстот да се спомне. Знаете ли што се ставало на лебовите? Знаете, имало две купчиња, да, така, два реда, по 6 леба. Ајде да прочитаме во Патриарси и пророци. И ова е исто интересен спој. Што би значило ова, може да предпоставиме и не е тешко да се предпостави. Вели, лебовите поставени во светињата редовно се заменувани и поставувани пред Бога како постојана понуда. Значи, постојано требало да имало леб, постојано и се кадело, постојано жртва, утринска, вечерна. Така сочинувале составен дел на секојдневната жртва. Наречени се поставени лебови или лебови на присуството, зашто постојано биле пред Господовото лице. Тоа било знак на човековото признание дека за својата храна и во телесен и во духовен поглед зависи од Бога и дека се прима зависи од Бога и дека се прима благодарение на Христовото посредување. Бог израелците во пустината ги хранел со леб од небото и тие постојано зависеле од неговата добрина. Па и вчера, оној случај што го читавме со хранењето на оние 20.000, да кажеме, души, исто тоа, на тоа укажува. Дека Господ се грижи и за нашите телесни потреби, како и за духовниот леб. Се е заради Него и еве, како што овде спомна овој цитат, заради Неговата посредничка служба, Неговото посредување. И маната, и лебовите поставени во светињето укажувале на Христа, на живиот леб кој е вечно во Божјо присуство заради нас. Тој сам вели, јас сум жив леб кој слезе од небото, во Јован 6 глава. На лебовите ставале темјан. А во сабота, кога лебовите се заменувале, со тазе лебови, темјанот го спалувале на олтарот во знак на сеќавање на Бога. И овде интересно, јас го гледам оној спој на словото со молитвата, кој што еви денеска беше опфатено тоа во пуката, не може да оди едно без друго. Но има еден друг цитат, кој што и го имаме спомнато, веројатно и во средите, исто од порака до младите, каде што, нели претходно прочитавме од порака до младите цитат, кај што се споредува молитвата со леб или секојдневна храна, толку што е важна и потребна, но во овој цитат се вели дека молитвата е нешто многу повеќе, или поважно, или еднакво важно, како сакате. Молитвата е дишење на душата, тоа веќе го спомнавме. Таа е тајната на духовната сила, мислите. Ако се жалиме некојаш или ако сваќаме едноставно и гледаме дека немаме духовна сила, тогаш прво на што треба да обрнеме внимание е молитвата, затоа што вели таа е тајната на духовната сила. Не може христијанинот да биде силен без да има, значи, добра молитвена врска со Бога. Ниту едно друго средство на благодата не може да ја замени. Ништо. А при тоа да се зачува здравието на душата. Значи, за да
човек има здрава душа, за да има духовна сила, неопходна е молитвата, затоа што таа представува дишење на душата. Молитвата го доведува срцето во непосреден контакт со изворот на живот и ги зајакнува жилите и мускулите на религиозното искуство. Ако ја занемариме молитвата, ако ја занемарите молитвата, ако се молите само повремено, кога ви одговара, ќе изгубите својата врска со Бога. Духовните способности ја губат својата виталност, а на религиозното искуство му недостасува здравје и енергија. Тука може би, веројатно се крие одговорот зашто некојаш се чувствуваме така духовно млитави, без енергија, без сила. А и од неодамна исто го имавме случајот со, па и оваа поука некако се спомна, дали беше во прошлата поука, онаа врска во Јован 15 глава што е прикажана преку лозата и прачките. Не може прачката да роди плод ако не е во постојана врска со лозата, со чокотот или со коренот, така натаму. А таа врска, меѓу другото, се одржува и преку молитвата. Тоа е составен неопходен дел. Често пати сме обременети со многу грижи, животот е таков, но Петар ни вели во своето послание, 1 Петро 5:7, и секоја своја грижа, значи буквално секоја своја грижа, фрлете ја на него, зашто тој се грижи за вас. И треба да бидеме слободни, како што читавме минатиот пат во Евреите 4 глава, да пристапуваме кон престолот на благодата, патот е отворен, Господ бара и сака да имаме постојан контакт со него, но мора да бараме ние самите. Значи, што вели во Јаков 4:2, значи немате зашто не молите, зашто не барате. Потребно е да бараме, затоа што на тој начин ја покажуваме таа наша зависност од Бога. Молете и ќе ви се даде, Матеј 7:7 и 8, познатите стихови. Молете и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Не треба да се умориме во тоа, не треба да сметаме дека можеби го замараме Господа или му досадуваме. Не, напротив, имаме парабола за онаа досадната вдовица која беше која што го измолила тоа што го барала, затоа што била упорна. Зашто секој кој моли добива, кој бара наоѓа и на оној кој чука ќе му се отвори. Така да, потребно е да бараме и тоа се стихови кои што не охрабруваат да се молиме. И во Филипјаните 4:19 вели, а мојот Бог, Павле вели, ќе ја исполни славно секоја ваша потреба според своето богатство во Христа Исуса. Во тоа не треба да се сомневаме. И некогаш може би молиме погрешно, како што исто вели Јаков во 4 поглавје. Ако заближувате овој стих, што вели? Мојот Бог ќе исполни славно секоја ваша потреба. Сега некогаш ние самите си правиме проблем затоа што ги мешаме потребите со желбите. Едно е потреба, знае Господ што ни треба, а друго е желба. Меѓутоа и покрај тоа што знае, он сака да бараме, сака да му се обратиме. Затоа што, пак ќе кажем, со тоа покажуваме таа своја зависност од него. Не секоја желба е навистина потребна, ние потребни за наше добро и затоа не треба да очекуваме секојаш и позитивен одговор. Меѓутоа, сега тука на крајот, во последните 10 минути, да навлеземе во еден многу битен момент, суштински елемент за да нашата молитва биде делотворна. А тоа е покорноста на Божјата волја. Тоа е клучно. Тоа е прв и најбитен суштински елемент, според мене, за делотворна молитва. Се сеќавате, ова е еден момент кој што често пати јас го истакнувам во приватни разговори пред себе со брат Гоце, често пати кога се слушаме и ме прашува на некои одредени теми. И ова е за мене многу битен момент. Во Гециманија Исус се моли, знаете, оптоварен со гревовите на целиот свет. Страшно, значи,
измачување било за него, тој во човечка природа како и нас. Треба да ја испие таа горка чаша и се моли. Искрено се моли и вели: Господе, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. И после доаѓа клучното. И ова не е само кажано, туку тој тоа и вистински го мисли. И е спремен да ја прифати чашата. Што вели? Ако е, нека биде по твоја волја. Ако е твоја волја да треба да ја пијам, ќе ја испијам. Тоа е клучното. Значи да се сложиме и да бидеме спремни да ја прифатиме Божјата волја, а не да бараме нешто што не е по Негова волја. Молим? Се знае затоа што тоа бил единствениот пат и тоа што и Исус се сложил со тоа да го направи, зашто заради нас, од таа негова преголема љубов кон нас, неговата молитва била услишена, ама според Божјата волја. Сепак не ја одминал чашата и добро е што било така, затоа што ќе требаше ние да ја пиеме, ако тој не ја испиеше место нас. 1 Јованово 5.14 вели: и ова е смелоста која имаме кон него, дека не слуша ако просиме нешто по неговата волја. Ако е нешто по негова волја, секојаш е тука да не услиши. Јас често пати го спомнувам тој пример, тоа за мене беше едно многу големо искуство, иако може би ситно ќе кажете, но сепак беше големо искуство во Шведска. Заминувам од Македонија во Шведска и му велам на Даниел Гарсија во Македонија, тогаш имаше тука 2-3 книги само преведени од Елен Вајт. Значи тоа беа, добро, овие од Космички конфликт серијалот, 5 всушност, колку се, со патот кон Христа. Тука тие беа, немаше повеќе. Че зборувам за 99-та година. И кој ги забележав оние 3 тома, ги знаеш ја никој, кои што ги содржат 52 книги од Елен Вајт, додуше на англиски, но таму во библиотеката и веднаш посекав да ги имам. Меѓутоа немав доволно пари. И он ја забележа таа моја желба и ми спушти на 50% пониска цена, меѓутоа немав ни толку. И што се случува, Господ, од секој месец со секој нов професор што ни доаѓаше, има професорот држеше семинар по некоја одредена тема и каневме гости од Данска, од Шведска, од каде не, и доаѓа една сестра, германка беше по потекло, ама не знам дали во Данска живееше или така нешто, и седнува со мене првиот пат. Ајде така да ме запознае само од кај сум, што сум, за следниот пат седнува со мене и вика, ајде знам, вие од Источна Европа, дека сте дали послави финансиски, она, и ми дава 200 круни, мислам дека беа шведски, така нешто, точно онаа сума која што мене ми требаше за да ги купам овие 3 тома од Елен Вајт. Значи тоа е, едноставно, нешто кога бараш по Божја волја, Господ ќе изнајде начин. И на крајот, за да ги пренесам, за да ги донесам во Македонија, мора да оставам, може би половина од својата облека таму. Си викам, облека ќе се купи, меѓутоа ова е вистинско богатство. Значи, ги пренесов нив, а тешки, големи се 3 тома толкави. Тоа е тоа, значи, кога се бара нешто по Божја волја, Господ исполнува, без проблем. Значи, иста таква целосна покорност Бог бари од наша страна. Тоа е првиот услов за молитвата да не биде услишена. Бог секојаш ни го дава она што е за наше добро и што ќе биде на Негова слава. И затоа некојаш, ако не е за наше добро, ако не е на Негова слава, ако не е може по Негова волја, може ќе каже чекај, може ќе каже не, затоа што треба може би време да помине, може треба некои услови да се создадат, а ние треба да му веруваме дека тој секојаш го мисли најдоброто за нас. Во овој контекст само можеме на крај да го спомнеме и Павле, неговиот случај со неговиот трн.
сатаниниот ангел, како го нарекува. Предпоставката е, нагаѓаме, меѓутоа никаде немаме, можеби, точно зашто станува збор, меѓутоа нагаѓаме баш според оние Галатјани 4 глава од 13 до 15, дека станува збор за некоја слабост со видот негов. Еве, само да се подсетиме на тие стихови во Галатјаните 4 глава 13 до 15. Вели, а знаете дека за прв пат во телесна слабост ви го проповедав Евангелието и искушението кој беше за вас во моето тело, не го отфрливте, ниту се згнасивте од него, туку ме примивте како Божија ангел, како Христа Исуса. 15 стих. Сега, каде е она ваше блаженство? Зашто ви сведочам дека кога би било можно, би ги извадили своите очи и би ми ги дале мене. Тука овие стихови алудираат на тоа дека он веројатно имал проблем нешто со очите, веројатно можеби уште после средбата со Исуса, нели, дека ете не му се вратил целосно видот, како и да е. Тој го нарекува тоа сотонин ангел. И знаеме дека 3 пати го моли Господа да го тргне тоа од него. И што вели во 2 Коринќаните 12, 7 и 8, и за да не се возвишам поради прекомерните откровенија, даден ми е трн во телото, сатанин ангел, за да ме удиря, за да не се возвишам. Ова беше спомнувано скоро, мислам и од братјани, да. Причина зашто некојаш можеби не запаѓаат некои неволи, токму заради гордоста, да се спушти. 3 пати го молев Господ за тоа, за да го отстрани од мене. И што стори Господ? Значи, ја услиши неговата молба, или? Ја услиши, ама по негова волја. Мислам, не таа негова молба, но Павле, она што е позитивното тука што го гледаме, затоа го дадов првен Христовиот пример, како најдобар, Павле воодушевува, затоа што сепак ја прифатил Божјата волја овде. Тој ми рече, доста ти е мојата благодат, 9 стих, зашто мојата сила се покажува совршена во слабост. И сега потоа од неговите следни зборови се гледа дека Павле го прифатил тоа. Затоа со поголема радост ќе се фалам во своите слабости, за да се всели во мене Христовата сила. Поготово 10 стих исто вели, останувам со добра волја, значи со добра волја. Не се разочарало на тоа сега. Господ не ја тргна оваа пречка од мене и не, останувам со добра волја во слабостите, во навредите, во неволите, прогонувањата, притеснувањата заради Христа, кои што ги имал многу, премногу во својот живот. Зошто кога сум слаб, тогаш сум силен. Тогаш кога сме слаби, тогаш кога сме немокни, Господ се пројавува и прославува преку нас. Значи, еве, еден убав пример и преку Павловиот пример за таа христолика покорност, како што и Христос бил спремен да ја прифати татковата волја, така и Павле, иако молел. А во Библијата имаме и други примери, сега нема време, меѓутоа само ќе го спомнам. Царот Езекија, знаете дека барал нешто спротивно на Божјата волја. И ете, Господ му го овозможил, му го продолжил животот, меѓутоа, да, тоа било катастрофа, значи, за него. Едноставно, на некој начин, го трасирал патот за Вавилон да ги окупира, а подосна, нели, во тој период му се раѓа и синот Манасија, кој што бил еден од најзлобните. Така да, сето тоа покажува како е кога бараме нешто, а е спротивно на Божјата волја. Така да, току имаме време за вечерва, ви најавив следната сабота што ќе имаме. Ќе продолжиме некојаш во иднина. Една од најважните, значи, најсуштински елементи за делотворна молитва е покорноста на Божјата волја. Сега само ми текнува на еден стих, што ова ќе го спомнам Римјаните. 12 глава го спомнував кога зборувавме за жртвениот олтар, дека тоа всушност символизира и нашето предавање,
што вели во Римјаните Павле 12 глава. Затоа ве молам, првите 2 стиха, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога, тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновување на вашиот ум, за да можете да дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Значи, целосна преданост наша, одвојување, отргнување од сите искушенија, значи, и тогаш ќе можеме и да ја дознаеме која е Божјата волја и нормално и да се сложиме со таа волја каква и да е. И тоа е и еден од, како што кажавме, условите да нашата молитва биде примена, и тоа секогаш. Ако е по Божја волја, воопшто не е проблем за Господа. Господ ќе најде начин да ја услиши. Може би не секогаш на начинот како ние сме очекувале, меѓутоа секако ќе биде услишена. Слава нека му е на Господа. Амин.